Децата од моето училиште, од Јадранка Клисаров. 1 септември. На 1 септември училишниот двор е препун со весели ученици. Нивните гласови одзвонуваат надалеку. Се огласи и училишното звонче. Дзр, дзр, дзр. Училишната голема врата се отвори широко, а учениците ги свртеа погледите кон неа. Некои беа треперливи, љубопитни и радосни. Тоа беа најмалите ученици. Своите погледи не ги симнуваа од училишната зграда, а таа, како разлетен галеб, ги ширеше крилјата за да ги прегрне своите најмили. Постарите ученици за миг направија голем неред. Сите посакаа во истиот миг да влезат во своите училници. Секој секого поттурнуваше. Секој сакаше да биде прв. Се слушаше силен джагор. Малите ученици нетрпеливо го чекаа својот ред, но никој од повозрасните ученици не сакаше да им отстапи место. На влезната врата се појави една наставничка. Таа високо ја подигна својата десна рака, сакаше да им даде знак за... Во истиот миг завладеа тишина. Сите очи на учениците беа вперени во наставничката. Ученици, зар заборавивте како се влекува во училиште? Се слушна. Не. Сите во еден глас тивко се извинија. Учениците без збор почнаа да се подредуваат и со поглед ја бараа раката на своето другарче до себе. Во училницата се влегува во колона по двајца или во колона по еден. Се разлеа милозвучниот глас на наставничката. Училиштето е доста големо и има место за сите вас. Не грижете се, вашата клупа и вашето столче нетрпеливо ве очекуваат. Се слушна и гласот на повозрасниот наставник. Ве молам, ученици, денес е 1 септември. Некои ученици се првпат во училиште. Да им отстапиме место на најмладите ученици. Тоа се нашите првачиња. Покажува наставничката со раката кон најмладите ученици. Погледнете ги само како се возбудени, треперат како пеперутки. Среќен почеток. Се разлеа веселиот поздрав од постарите ученици. Учениците почнаа тивко да формираат колони и да се движат како река кон влезот. Учениците радосно ги бараа своите училници, а озарените лица на најмладите натрпеливо ја очекуваа својата прва наставничка. Тие тука сакаа да го свијат своето гнездо, како ластовичките кога се враќаат од југ.